Академик Благој Попов и музичкото училиште Ристо Јуруков се добитници на највисоките општински награди во Кочани, кои локалната самоуправа ги доделува по повод Петровден, патронот на општината. Попов, кој почина пред неколку месеци, е признат стручњак од областа на математиката и е добитник на наградата за животно дело. Кочани му представуваше значаен сегмент во неговиот живот, кој постојано го следеше. Тука ги беше завршил формативните години на својот карактер, а тоа, како што реков, беше релативноста во гледање на работите во животот и скромноста, и секогаш му се навраќаше на Кочани. Наградата за значајни остварувања пак ја доби музичкото училиште Ристо Јуруков. Резултатите доваѓаат до награда. Се надевам дека сметат оние што ни ја доделија наградата, дека сме достојни да ја примаме. Од името на директорката на училиштето, од името на сите вработени во училиштето, од оној тим наставници, ученици, публика, се надевам дека бевме достојни и ќе останеме достојни за да ја развиваме културата како во општината, државата, така и надвор од неја. Освен наградите, Петровден беше причина за потсетување на она што општината го сработи меѓу двата празника. Според нив, годинава ја одбележа новата странска инвестиција. Почетокот на мај свечено беше пуштена во употреба компанијата Антура. Инвестиција Гринфилд во висина од 6 милиони евра, а која што е современа лабораторија која произведува семенски материјал за украсни цвеќиња. Бројката од 150 засега вработени се очекува да се искачи на над 300 вработувања, што е многу важно не само за Кочани, туку и за околните помали соседни општини. Инаку празникот Петровден во Кочани се слави со децении, а официјална манифестација се одржува 8 години поред.